Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Криминалот и криминалците се природна средина за Заев и Спасовски. Само со сомнителни ликови тие се чувствуваат сигурно, бидејќи знаат дека со такви ќе може да се пазарат и договараат. Затоа Спасовски и Заев ги плашат законските смени во Министерството за внатрешни работи. Затоа Спасовски и Заев си ја назначија Славјанка Петровска за заменик во МВР, чија единствена задача ќе биде да ги штити криминогените ликови и да ја спречи професионализацијата на МВР. Впрочем, Петровска нема ниту еден ден работно искуство во областа на безбедноста. Единствена додирна точка и беше седењето во шатор пред владата каде хулигани напаѓаа и повредија десетици полициски службеници. Заев, Спасовски и Петровска се во паника бидејќи веќе не може да се потпрат на услугите на Примислав Димовски, кого си го назначија за началник на интервентната единица. Димовски е познат по тоа што дебело си ја наплати својата соработка со криминализираното СЈО. Дали и тој е вмешан во рекетот, треба да се докаже во истрагата. Но Димовски, освен платата од МВР, зели 40.000 евра за услугите кон Катица Јанева. Заев, Спасовски и Петровска се во паника затоа што се гледа дека Лазе Евридики не е единствениот кој полициските службени возила ги злоупотребувал за лични потреби. Лазе ќерката си ја развозуваше по грчки кампови, а за соработниците на Спасовски не се знае ниту каде ги управуваат возилата. Лазе Евридики без срам си го поставија за началник на организиран криминал, а соработниците на Спасовски уште побесрамно одбиваат да ги вратат службените возила. Јасно е дека со вакви ликови во полицијата ќе гледаме престрелки по хотели и улици или ќе имаме фалсификувани пријави како во случајот со насилството на Курто Дудуш. Почитувани, нивното време завршува. Доаѓа времето на професионализација и на вистинска борба со криминалот. После 12 април почнува вистинската реформа во Министерството за внатрешни работи, а секој ќе одговара за незаконското постапување. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Благодарам.